Кога дознав дека моето дело е во тие 20 автори кои што ќе ги изработуваат своите дела, првата недела бев толку онака со позитивна енергија што дури као да лебдев над земја. Синергија е кога две работи пробуваат заеднички да направат нешто што самите не би можеле да го направат. А еквилибриум е тој баланс кој што една попречна греда ја балансира целата скулптура и тоа е тој баланс кој што мора да го задржите во природата за да не отидат работите во аут, што би се кажало, или во погрешна насока. Наградата Боро Митричевски ми е стварно многу значајна, бидејќи Боро Митричевски го познавав како автор. Значајна ми е бидејќи истото дело е препознаено на две места. Мене ми беше прва монументална скулптура во гранит, јас сум работел гранит, но во помали димензии и ова беше наеднаш да треба да изработите парче кое што тежи 10 тона, да кажеме. И треба да извадите барем пола од тоа, значи треба 5 тона да откршите од материјалот за многу лимитирано време. Времето беше доста лимитирано, требаше за помалку од 1 месец да се направат скулптурите. И знаете, кога ќе дојдете тамо, па се случи дека граните што е дојден, некои парчиња се пристигнати, некои не се пристигнати. Па јас ги нарачав моите блокови да бидат исполирани, дојдоа комплетно груби. Мене ми се допаѓаат делата од модерната уметност, бидејќи тие не ви даваат конечен одговор, како што е во Ренесансата, например. Ќе ме прашаат колку време требаше да ја направиш оваа скулптура. И ја ќе им кажам, добро, мене ми требало време да ја направам оваа скулптура, да кажеме 1 месец, ама ми требало и цел живот јас да ја на некој начин да ја сварам на тивко таа идеја, бидејќи тоа се идеи кои што ги носите вие од детство. Скулптурите мои и гледам дека почнуваат од природен материјал каменот, но јас како автор ја правам да е вештачка творевина, бидејќи не е творевина направена од природата. Некогаш намерно оставам комуникација помеѓу мене и материјалот, некои делови што природата успеала да ги направим, и ако ги видам како интересни, баш така ги оставам некои делови, за да не се наметнувам јас комплетно на каменот, бидејќи каменот се таложел во природата стотици илјади години или може некој си од почетокот на создавањето на нашата планета. Јас имам многу голем респект према каменот, бидејќи мора да го оставите тој да остане да биде камен.